за сите оние кои што сакаат повеќе да се запознаат со пазарот на стартап заедницата. Безбедно ни пристигнавте, што е многу важно. Предизвик е секој пат и ја имам еден тремор и аларм црвен кој што ми се вклучува секој пат кога имаме дожд во Скопје, ама не збориме за нешто што е врне онака, нели, на Росува, туку вака како што во моментот нели го имаме. Секој пат се молам само да се стигне на време, за да можеме да екранизираме успешна приказна. Меѓутоа драго ми е што имавте прилика барем малку и да земете одишка. Инаку тешко се пристигнува од А до точка Б, така? Да, особено Марио ако доаѓа од на Сал аеродром. Ама не беше страшно. Мислам дека нашата позитива не може ништо да побија. Се сложувам. Само размислувај дека ќе стигнам на време, ќе се случи, односно дека веќе си на целта, нели? Манифестингот. Како и да е, Ана Секуловска, програмски директор во Стартап клуб Скопје, и Марио Мијатовиќ, коосновач на стартап компанијата Дија. Да. Всушност, мислам дека ова е вашиот занет, ова е вашата дејност и еве многу ми е драго што освен тоа што ќе најавиме неколку поточки на кои што ќе говориме, мене ми причина за задоволство што Телма телевизија отвара простор секој пат, да речеме, за иновациите и новите, да речем, дејности, да остане прагматичен секако на пазарот на трудот. Апропо говорам сега и за The Founder Games, она што ќе се емитува на нашата Телма телевизија, а вие ќе имате прилика да соработувате бидејќи тие ќе бидат ваши гости всушност на нели настанот, така што и тоа ќе го најавиме. И многу ми е драго што Телма баш ги ја поддржа таа стартап заедница и таа стартап култура која што ја има таа некако, не знам, го има тој свој експоненцијален раст и таа, јас би рекол, експандирачка моќ последниве години да некако ги мотивира и младите, вклучувајќи го секако и Марио, па така што ќе начнеме и околу таа тема. Инаку за сите вас, еве, кои што не гледате на Телма, говориме за тоа како се раѓаат стартапите, како младите предпримачи може да искористат моќта на менторството, вмрежување, инкубаторски програми, што значи да се создаде еден успешен тим. Апропо па ќе се потврдиме тоа да се остане прагматичен, динамичен секако во оваа нова инфраструктура, иновативен екосистем. Така што се надам дека од овие можеби автентични приказни од личното искуство на Ана и Марио од таа стартап сцена ќе добиете инспирација можеби за започнување на некој собствен бизнис, како еден Николец, како една идеја, и да знаете зошто можеби Startup Revolution AI Summit-от кој што ќе се одржи именно и во Скопје ќе биде можеби еден од највозбудливите настани кои што ќе одбележат оваа 2025-та. И јас би рекол, доколку можеби ви интересира предпримачката култура кај нас, како стартапите генерално можеби се справуваат со предизвиците и како може да се вклучите во заедницата на иноватори, апропо да искористиме мудро и паметно и Artificial Intelligence, односно вештачката интелигенција, како група ентузијасти, ова мислам дека епизода на Утринска Телма е вистинското место изборот за вас. Официјално добро ми дојдовте. Добро га најдовме. И вака сега да му дадеме поглавје на денешното издание, што ја движи стартап сцената во Скопје во Македонија, како младите предпримачи да стигнат до своите вистински ресурси, дали и зошто волонтирањето е многу стартна убава линија на предпримачите, предизвици, решенија за стартап основачите, еден внатрешен поглед би рекол на македонската стартап култура, тоа ни се така горе доле тие, да речам, поидовни точки. Како и да е, многу ми е драго што оваа година 2 години одбележува Стартап клуб Скопје, платформа која што обезбедува на некој начин мотив, стимулација за новите иновации во стартап заедницата и културата. Именно почнувам од тебе, Ана, со оглед на тоа дека некако си сега веќе и символ, синоним што се вели за стартап културата кај нас, што те натера да бидеш целосно вклучена, бидејќи ќе го поздравам колегата Александар, нашиот Сале, кој што често знаеше да каже, Ана има одлично богато искуство, не само во Македонија, туку и вака регионално, па така што таа може да ја сподели таа своја лична приказна или моментот, аха моментот што секој пат велам, кога свати дека предприемништвото е патот на Ана. Супер, ти благодарам многу за најавата, пред себе благодарам многу за гостопримството и што не примите денес тука и покрај патешествијата што ги имаме со Марија. Ти благодарам и за убавата најава. Јас целиот вовет што го добив практично во стартап заедницата беше некаде 2018-2019 година. Тоа за прв пат бев практикант во Стартап Македонија, организација која што еден денес работуваме, но мислам дека можеби препознатливоста на мене како личност и како делувам најмногу ми ја даде Стартап клуб Скопје и работата што имам со Саша Јовановски и со Сале. Го поздравувам сега, сигурно не гледа од малите екрани. Ќе го поздравиме вистина. Да, фала многу.
Што е она што ме натера да се впуштам во овие води? Јас волонтирам од мои 14 години и многу ме фасцинираат средини каде што континуирано нешто се гради и особено кога се создаваат заедници, кога се нуди поддршка во одредени процеси. Тоа е нешто што најмногу сакам. Јас се гледам како човек кој што сака да биде меѓу луѓето, кој што сака да гради и да нуди поддршка и од таму мислам дека најмногу доаѓа целиот порив. Бидејќи она што го правиме со стартап во Скопје прави поврзување на повеќе чинители, она што го зборуваат во однос на еден стартап екосистем, тоа значи ја вклучува академијата, значи факултетите, институциите во кои што нашите млади се образуваат, понатаму организациите во кои што тие може да се вклучат и нудат поддршка, тоа се организации како Стартап Клуб Скопје. Понатаму ги имаме инвеститорите, оние кои што вложуваат финансии во целиот процес и ги имаме исто така луѓето кои што започнуваат со некои свои идеи, предприемачите или основачите на бизниси, така што сите тие се двигатели во тој екосистем вклучуваат тука и медиумите, значи сите кои што се дел како ја градиме оваа приказна. И сега Стартап Клуб Скопје представува спојување на сите тие чинители. Апропо мрежувањето. Да. Мрежувањето со цел тоа да функционира и да има протокол на информации кој што понатаму ќе им понуди платформа на младите понатаму да продолжат да имаат некоја откачна даска. Она што го спомна и со инкубаторската програма, тоа е со многу значаен дел, бидејќи таму работиме со луѓе кои што имаат само бизнис идеја и многу луѓе не прашуваат и за критериумите и како може некој да се бидете од таа програма, но верувам дека тоа ќе го покриеме во рамки на разговорот. Всушност за оние кои што јас секој пат велам просна дигресија дека исто како и секторот на луѓето кои што работат нели ремоут од дома, нели да речеме секако мал милион се појавија субститути на пазарот, зборам како поддршка нели на пазарот за стартап на заедницата, не зборам сега за програмерите. Туку говорам и за стартап сцената, дека има посебен јазик на говор, мора да признам, и кога станува збор за инкубатор, тоа е веќе постоечка идеја која што и треба поддршка на некој начин, така? Тоа би го кажале вака лаички и би го Да. Програма која што нуди поддршка на луѓето кои што имаат одредена идеја, кои што се веќе во најрана фаза. Додека scratch, она from scratch, никулецот. Никулецот, да. И она што сакам да го напоменам на твоето прашање е дека цел тој процес каде што може ние да градиме една заедница и да бидеме на некој поддршка, тоа е нешто што мене најмногу ме мотивира да создавам и да бидам меѓу луѓето и да креирам нови патеки како може тие да имаат можности. Тоа го правиме успешно, сметам дека со тимот веќе 2 години. Не постои, мислам дека прилика да еволуира човек индивидуално, колективно, во заедница, во случајот можеби нели како стартап, некој бизнис и така натаму, кога не би учел од сопствените грешки. Апсолутно мислам дека треба да осцилира нели животот, секако да има подеми и падови, се со цел да ги ревидираш работите во случајот нели во тоа што значи една кариера успешна, приказна за во случајот еден бизнисмен или предприемач. Меѓутоа претпоставам дека што велиш од 2018 наваму си имала секакви состојби, сценарија кои што биле неочекувани, кои можеби сопствени грешки од таа, да речам, можеби сцена како млада предприемачка или ајде ќе кажам менаџерка на стартап средина најмногу те научија да останеш конзистентна и прагматична. Да не ги осудувам работите пред да бидам во некој процес. Тоа е добро. Значи, во начинот на социализација често се соочуваме со многу стереотипи, предрасуди во однос на некои нешта и сметам дека не треба да ги осудуваме, треба да им дадеме шанса. И всушност давањето на шанса значи да се стигне до грешка и да се научи од таа грешка. Тоа е многу важно. Другото нешто, брзо да учиш и да бидеш отворен кон процесот за учење и стекнување на нови знаења и вештини. Да се навигира во средината во која што ние работиме. Секојдневно има предизвици, верувам дека тоа е и на други места, но индустриите многу брзо растат и нештата многу брзо се случуваат и ти треба да бидеш подготвен да ги примеш тие информации, да знаеш како може и понатаму и да ги изменаџираш, да останеш агилен. Да останеш агилен, тоа што го викаат, односно брзо да се прилагодуваш. Така да тоа е многу битно. И воедно помеѓу сите овие работи кои што се случуваат, да останеш автентичен на тоа што си. Тај е исто предизвик. Не постои подобро нешто што го кажа. Мислам, денеска ако светот во бизнесот бара нешто, освен да речеме квалитетот, талентот, така натаму тие потенцијали, е само да бидеш различен и свој автентичен. Точно. Затоа што денеска, нели, како велат, не заземе друго место или не имитира бидејќи се е зафатено, остане автентичен, така што верувам дека
тука би го искористили тој модел. Да, апсолутно и се реплицира во секој дел. Јас би додал и треба да бидеш и оптимистичен, односно да се надеваш дека ќе најдеш решение на проблемот кој верувам. Бидејќи проблемите цело време ќе има, ама наше е да решиме. Ана ми спомена дека Марио е всушност еден од оние млади ентузијасти кои што ќе имаат прилика да се појават нели на Startup Revolution AI Summitот, меѓутоа едно од малкумина кои што можеби знаат, бидејќи вие стоите зад нели креацијата на апликацијата, е всушност еве би продолжил, би ги минувал работите. Еден од коосновачите на мобилната апликација Dia, која е дизајнирана всушност за сите да потсетиме да помогне на лица со дијабетес каде што би ги следеле своите здравствени параметри. Ја создаде заедно апликацијата со Георгина Ристос, како не грешам, и апликацијата овозможува за сите корисници, кога станува збор за некоја иновативна стартап, во случајот нели идеја креативна, Dia возможува сите корисници да ги внесуваат своите параметри како гликоза, шекер во крв, телесна тежина, крвен притисок и така натаму. На некој начин има алгоритам за персонализација, се пополнува краток прашалник, содржи едукативни блог содржини поврзани со дијабет. Истражувачи извори велат дека Dia е прва македонска апликација, тоа барем забележав, за следење на дијабетес. Она што е за жал и горлив проблем за многумина. Еве, кога велиме со Ана, инспирација, како да се даде поддршка на некои нови иновација, кога можеби во комерцијалниот свет или бизнис партнери нема веднаш да ви ја поддржат идејата, ама Стартап Клуб Скопје може да направи некаква убава средина кај што ќе се посее, нели, семето и полека ќе се ајде да кажам адресира вашата идеја во случајот како Dia апликацијата за дијабетес, како беше да речеме почетокот на создавањето на оваа апликација? Забележавте од ваше лично искуство, Марио, или како? Па, вака, сите знаеме дека има доста лица со дијабетес во светот и општо во Македонија и дека преваленцата е голема. И не беше многу тешко, туку свативме дека нешто фали, посебно тука во Македонија. Дојдовме до идеја само дека нешто фали, а потоа таа идеја имавме среќа во одма месец дена од кога не дојде идејата да излезе повик за социјално предприемништво, односно кај што се добива финансиска поддршка преку Европска унија. Значи вие веќе имате идејата, ние имавме само ви идејата, требаше ама беше финансиска како поддршка. во шкафче, ама не ни беше приоритет да ја реализираме, бидејќи ние сме такви ентузијасти кои што цело време имаат идеи и стварно се баравме на 22-3 години. Се уште не знаеме што сакаме, ама знаеме дека сакаме да иновираме, сакаме нешто да креираме. Така што прв пат во живот аплицираме на грант и за некоја среќа бевме меѓу топ 10 избрани од страна на Национален младински сојуз, кој што со поддршка на Европска унија ни дадоа доволен буџет за креираме една мала верзија, односно тоа е Android мобилната апликација Dia, која сега кажавте со тие карактеристики. Сега тоа беше доволно колку да нас да не убеди дека треба веруваме во вакво нешто, но и самиот тој фидбек, односно кога комуницираме со други луѓе, не натера да останеме доследни, да ја истераме до крај оваа идеја и да ја претвориме во нешто што не било замислено уште од почеток, но на пример сме биле со ограничени ресурси тогаш на почетокот и бидејќи не можеш све да направиш. Започнавме првично со мобилна апликација, ама само за Android, нема Да, првично нели на Google Play можеше да се даунлодира апликацијата. Да, имавме повеќе од 200 редовни корисници. Моментално е на пауза, бидејќи за среќа ја доградуваме и за убаво е на пауза, не е за лошо. Значи се очекува на дополнетата верзија конкретно за Dia, потсетам, ако оние што не гледаат се уште не се корисници, а за жал се да речеме пациенти кои што се соочуваат со дијабетот, дека во моментот повторно се ќе стартува Да, и моментално ќе биде најдобрата верзија што некогаш сме извадиле и многу обемна големина и обемна разлика ќе се види и се надам дека ќе приметите. Супер. Колку ако велиш на почетокот имаше 200 корисници оваа апликација, која е бројката денеска која што бележи Dia? Ќе целиме да биде на глобално ниво. Секако пазарот е глобален, ама дефинитивно сакаме да дадеме тука на заедницата и на сите лица со
со оваа состојба да може да ја тестираат. Тие што нема може да се ја дозволат, исто така ќе гледаме да помагаме колку што е можно. Исто направивме и веб платформа која ќе биде на некој начин производ за клиниките, кај што ќе има начини клиниките да го... Тоа ми беше следното прашање, дали сте размислувале некако веќе ми го одговараш прашањето, дали соработувате со болници, со клиники или здравствени работници, или на пример клиничка дата од дијан или да бидат искористени за истражување можеби понатаму и за терапија или за било што ќе биде можеби за пациентот кој што ќе биде корисник на... Да, секако, тоа е дефинитивно опција, само пред се првично ни е цел да да го реши проблемот на другите луѓе кои имаат проблем со оваа состојба и односно да ги едуцира, да им ги најде нивните лоши навики и да им ги каже кои се добри навики. Така што пред се првично треба да ја користат, за потоа да имаме податоци па да може да ги споделиме тие за некакви истражувања. Така е. Како се одбираат менторите, конкретно Ана, кои исто така учат од предприемачите, би рекол, и дали можеш да споделиш, например, стартап кој благодарение на менторството преку клубот, ова е само една од тие можеби еклатантни примери, направи пресврт и значително ја унапреди својата идеја, можеби генерално, па и самиот бизнис на пазарот. Супер, имам многу. Сега ќе размислам дел од нив чисто да одвојам. Иначе како вовед за луѓето што не слушаат сега, иначе јас и Марио сме колеги од економски факултет и беше многу интересно кога они се пријавија за студентските делови на економскиот факултет. И со него и со Георгина. И со него пак се сретнавме во стартап клуб Скопје кога тие аплицираа за првата инкубаторска програма што имавме, кога ние бевме уште на почетокот. Таа беше првата пилот програма и тука мислам дека Дија доби нова димензија со поддршка на менторството кој што го добија во рамки на Имам идеја 1 и тие се уште присутни, го користат нашиот простор, доаѓаат, работат. Значи ова што го зборува Марио кога кажува дека нешта се на пауза се во јавноста, а во позадина тие се уште активно работат и доаѓаат и остануваат до 12 вечер во стартап клуб Скопје. За да ја ревидираат и ја надополнат самата апликација, секоја чест. Да се навратам во однос на прашањето. Инкубаторската програма има ментори кои што исклучиво се луѓе кои што веќе имаат нивен успешен бизнис, односно е скалабилен и веќе е присутен на глобални пазари. Да речеме, еве сега јас моето семејство се бави со филигран наки, да речеме, ние веќе имаме основано некаква платформа, еве да речеме и доаѓаме кај вас на некој начин. Да, сега многу ќе биде важно бизнисот кој што доаѓа кај нас пред се да биде брзо растечки и да се мултиплицира на други пазари. Тоа што го кажа ти како пример е повеќе во делот на занаетчество. Кај нас доаѓа значи бизниси кои што може ние размислуваме дека може ова да го тестираме на македонскиот пазар, но има потенцијал на други пазари, не само регионално, туку и меѓународно, како што кажа Марио. Точно. И затоа најчесто тука се чувствуваат и се забележуваат голем број на забуни каде што иновациите најголем да се гледат во технолошкиот аспект или стартапите се гледат како технолошки компании. Чисто ради тие бидејќи побрзо може да видат раст на пазарот, но не мора да значи така. Тоа да може да биде и некоја технологија која што веќе се користи, но сега се применува во друга индустрија и таму оптимизира други процеси и тоа може само по себе да доведе до нови продукти или услуги кои што може да влезат под некој стартап. И сега за инкубаторската програма, да, менторите се најчесто луѓе кои што доаѓаат од таков тип на бизниси, значи како Никола Херич, Никола Бубевски, исто така кој што е дел од Native Teams, понатаму ги имаме Горијан и Драган, кои што исто така ни беа ментори во првата инкубаторска програма и во втората. Сега со поддршка на швајцарската програма за предприемништво, носиме и ментори кои што доаѓаат и од други држави, не се само од Македонија, кои што можат да им помогнат како да ги пласираат овие бизниси за кои што зборуваме на други пазари. Односно како да им овозможат конекции, дистрибуција, можеби финансии кои што ќе дојдат од други држави, они да ги поддржат со нивното знаење, така да правиме комбинација малце. Не зборуваме сега само за национално ниво, туку зборуваме и на регионално ниво. И мислам дека ова ќе достигне својата кулминација и можат луѓе најмногу да го видат за време на Startup Revolution и Summit, каде што и менторите, и другите организации кои што ни се партнерски, и сите стартапи кои што биле дел од нашата програма, но воедно и сите оние кои што ги поддржуваме и надвор од програмата, бидејќи ние некогаш даваме совети на луѓе кои што не се дел од програмата, но им е потребна поддршка. А она што сега се случува во моментот додека сме ние тука, Ридлик се тим кој што беше дел од втората инкубаторска програма, успешно ја завршија, развија свој
минимален продукт кој што може да го тестираат и по инкубаторската програма ние ги поврзавме со друга организација, односно програма GIS, каде што имаа можност таму дополнително да го тестираат, да ја тестираат платформата. Смееме да откриеме зашто станува збор? Да, значи они креираат начин на како да се генерираат пазлс, слагалици или боенки преку нивен софтвер што ги имаат направено. И тоа им помага на луѓето кои што работат со Amazon KDPs, односно луѓето кои што сакаат само да генерираат одредена боенка и понатаму да ја постават на Amazon, некој друг да ја купи, тие му го како да кажам, полесно му го прават процесот, го простуваат процесот, точно. И е ова многу корисно за оние кои што сакаат да имаат пасивни приходи. Така што вместо ти сега да бидеш дизајнер, ја земаш Ridlix, ги генерираш дизајните кои што сакаш да ги имаш, ги поставуваш нели на Amazon или може да биде Etsy или било која друга платформа и оттаму некој може да ги купи и да генерираш приходи преку тоа. Тоа се и платформи да не заборавиме. Да. Така. И тие моментално се во Америка на Arizona University каде што имаат можност таму да ја презентираат нивната бизнис идеја и да се осигураат дополнителни финансии. Така што ги поздравувам Кристина и Жарко кои што се моментално таму и снадам дека супер им моди. Они се одбираа само 3 стартапи на национално ниво за да бидат од таа програма и трите имавме среќа да бидат одбрени од Имам идеја 2, а понатаму Ridlix да продолжи нели во финалето и сега моментално да се во Аризона. Пред со Георгина кога ја имавте идејата за Дија, еве и Јана и ти ќе се вклучиш, особено ми е важно дали според вашите искуства имавте некакви или кој би прашал посоодветно најголеми регулаторни или бирократски пречки за основачите конкретно во Македонија? Со кои пречки може да речеме да се инхибира некој бизнис за така некако да се адресира на пазарот до поголемо бројно да речеме односно до бројни клиенти да дојде да речеме идејата? Дали има сериозни пречки и кои би били како се надбинуваат да речеме како млади ентузијасти? Првично како млади и како прв пат основање на една компанија се не е непознато од отварање на компанија, од основање на компанија до наоѓање сметководител, до како таа компанија се да генерира приход, на кого да го продадеме тој производ или како да го креираме тој производ, дали треба да го истражиме првично пазарот. Така што има многу моменти на кои треба да се запазат, а сите тие моменти на некој начин се зависни од окружувањето каде што сме. И никој не може сам во светот, па затоа ние не ги потребни сме се еден на друг, така. Потребни сме се еден на друг и затоа секогаш кога не постоел Стартап Хаб Скопје пред 2 години сме работеле во Среќа и Саша Јовановски, што е председателот на Среќа, што е основачот на Среќа бар и исто така и председател на Стартап Хаб Скопје, уште од тогаш ни кажуваше планираме инкубаторски повик да аплицирате, навистина ќе добијат вредност и го послушавме и стварно има голема вредност бидејќи ова е прва инкубаторска програма која е стартапи градат стартапи, односно успешни основачи кои го изводеле патот и кои не е само на локално ниво, туку изградиле бизнис на регионално или на глобално ниво. И се баш добар пример дека може од Македонија да се направи да се успее и да се изгради нешто, но е потребно време, потребна работа и некогаш и среќа е потребно. Некогаш повеќе од некогаш помалку, ама да. Да. А во однос на правните регулативи, значи се уште постојат и дури имаме посебен модул во инкубаторската програма каде што тоа го обработуваме сите кои што доаѓаат. Значи секогаш размислуваме дали е паметно бизнисот да основа компанија во Македонија или можеби е паметно исто да се основа во друга држава. Како да тие регулативи се зависи во која индустрија се наоѓа самиот бизнис кој што понатаму го развиваат, постојат различни регулативи. Како да речеме сега пак ќе кажам Дија може да се промовира и во на интернационален пазар. Точно. Од друг аспект, например, платформите кои што се во делот на социјално предприемништво, кај нас се уште нема регулиран закон за тој дел. Па тие се наоѓаат негде помеѓу невладини организации, бизниси, така што затоа може да се соочат со некакви регулаторни или бирократски проблеми. Има доста предизвици во тој дел кои што гледаме да ги адресираме, така што соработуваме со адвокатски друштва, конкретно кои што доаѓаат и ментори кои што им ги објаснуваат тие процеси за полесно да може нели основачите да навигираат во таа средина, бидејќи не на секој
кој им е позната. Значи јас како основач можам да доаѓам со технолошко искуство, можам да доаѓам со искуство во маркетинг или во продукција на одреден производ и слично, така што потребен ми е некој ментор кој што ќе ми ги објасни тие чекори или ќе застанеме и ќе ги разгледаме регулативите и од правен аспект на што значи тоа и на национално и во регионално ниво, бидејќи во различни држави пак постојат различни регулативи. Иначе воедно за тие што не гледаат, денес ни е последниот ден за аплицирање на третата инкубаторска програма, така што и тоа би сакала да го назначам. Да појасниме уште еднаш што гледам тоа дека може имаме и повозрасни граѓани, популација, инкубаторот нели како термин можеби не им е познат и јасен. Да споменеме дека денеска е последниот ден, оставам на вас да го споделите тоа. За тие да им биде најпросто, јас секогаш зборувам со луѓето така народски, би ја гледал ова како некоја си академија за предприемачи, од аспект дека, значи добиваат 3 модули во кои што ние ги водиме од самиот почеток на нели кои се аспектите на основањето на бизнисот од правен аспект, па разработка на таа идеја, градење на бизнис планот, како да се настапи на пазарот, некој минимален продукт кој што тие може да го тестираат и на крајот од програмата имаат можност да го представат пред инвеститори. Тоа е затворен настан каде што ние повикуваме нашата мрежа на инвеститори, каде што можат тие да се представат. Така што доколку има луѓе кои што имаат бизнис идеја која што ја размислуваат подолг период, ги охрабрувам додат на социјалните мрежи на Стартап Клуб Скопје и да погледнат како може да аплицираат. Имаме еден формулар или форма, извинете, кој што се пополнува и со тоа ја поднесуваат официјално својата апликација и оние кои што ќе бидат во предселекцијата оваа година за инкубаторската програма ќе бидат дел и од Startup Revolution AI Summit, што значи уште поголемо регионално мрежување, ментори кои што ќе доаѓаат од други земји, кои што ќе можат да ги сослушаат и воедно да бидат дел од Startup Stage, втората сцена каде што ќе следат целата програма. Прекрасно. Апропо за меѓународниот пазар, како гледате денеска баш потенцијалот на македонските стартапи да се пробиваат на меѓународниот пазар, што би им дале како совет, водилка и кои можеби странски практики за стартап култура би сакале можеби да ги донесете тука и зошто можеби преку нели и самиот настанана. Сметам дека кај нас некогаш многу се држиме кон идејата. Многу мислиме дека нашата идеја ќе биде украдена, треба да биде толку уникатна, толку посебна што ја чуваме само за нас. Не е тоа поентата. Поентата е брзо да ја тестираме таа идеја. Значи не успева најдобрата идеја, туку успева оној кој што ќе ја реализира таа идеја што има и ќе прави итерации низ процесот. И она што се случува во други држави или пак не знам ако гледаме сега максимумот на тоа како е најдобро изгледа, односно во Силиконската долина, таму најчесто многу брзо има можност да се тестираат одредени идеи. Силиконската долина е честиот термин кој што ќе се користи во The Founder Games, токму екипата која што ќе на Телма телевизија. Да, така да, тоа е делот што е клучен. Сметам дека многу брзо треба да ги тестираме идеите кои што ги имаме и не се секогаш потребни, не се финансиите есенцијални, битни се на почетокот, но многу е важно со она што го имаме како ресурс, односно контакти, некоја првична платформа која што може да изградиме. Значи, сега едни од нашите партнери за Startup Revolution AI Summit се Lovable, кој што е еден од најбрзо растечките бизниси во Европа. И тие овозможуваат платформа каде што многу брзо може да го изградиш твоето техничко решение, кој што понатаму може да го тестираш. И тоа е доказ дека и многу други бизниси многу брзо стигнале до моментот на профит, ради што брзо тестирале, итерирале и стигнале до следниот чекор. Така да ги охрабрувам луѓето да не се држат само кон моментот дека тоа што го смислиле или го замислувате толку посебно, туку дај да видиме што мисли човекот кој што треба да плати за тоа што го обезбедуваш ти како продукт. Со ова ми се наметна прашањето дали конкретно можеби мислиш некои стартапи токму поради ова заглавување само на идејата, всушност заглавуваат и не продолжуваат додека не успеат можеби да ескалираат вака на пазарот. Има случаи, но тоа многу зависи од искуствата на основачите. Значи, доколку основачите се луѓе кои што се отворени, сакаат предизвици, сакаат ризик, тогаш движат побрзо. А и не се плашат можеби од предизвиците, баш така да кажам. Ама тоа е доказ на пример генерацијата, јас така би ја рекла. Можеби оние кои што беа учесници заедно со Марио и со Ѓоргина во првата инкубаторска програма, дури сега, значи 2 години подоцна, они правеле одредени промени, тестирале на одредени пазари, дури сега се јавуваат со нови идеи, да се
се јавуваат со нови идеи кои што сега се веќе финализирани и во нека подоцесна фаза и конкретно и нив ќе ги представиме на самиот самит кој што ќе се одржи од 27 до 30. Они ќе имаат можност таму да ги представат нивните бизнис идеи на кои што овие изминати 2 години работеле. Така што оваа програма ни помага да го поттикнеме предприемачкиот дух, односно да им покажеме кои се предизвиците, да ги донесеме побрзо до контактите кои што им се потребни, за веќе луѓето почнат да се ставаат. Па и финансии, бидејќи се случувало одредени инвеститори дури во рана фаза да инвестираат на првата инкубаторска програма. Дури во процесот на предселекција имаше тим во кој што се инвестираа $25,000. Прекрасно. Кој е најголемиот мит, од двајцата, можеби вака чисто како од искуство, за предприемаштвото во Македонија што би сакале можеби да го разбиете? Марија, што мислиш ти? Дека преку ноќ ќе направам пари. Затоа што секој нели оди од идејата, нели како да создам сега преку ова нешто многу профит, нели да има некаков инкам, односно нели да се генерираат приходи. Меѓутоа, нели пред се според мене треба плодот да се даде, да го дегустирате плодот, да ферментира нештото, па потоа да се додат нели тие овошки што се вели, вака метафорично кажано. Да, или пак дека предприемачите се секогаш млади луѓе во нивните 20, не секогаш така. Тоа сакав да прашам. Колку да речеме во овие 2 години во Стартап Плюс Скопје на вакви да речеме инкубаторски програми кои што поддржувате, доаѓаат луѓе да речеме од средната фаза од животот, кога нели ја велам секој пат се случува второто полувреме кај многуми, на 40-50 години, па и во повозрастни да речеме, со некакви идеи или веќе некаков си бизнис кој што можеби има потенцијал да биде брзо растечки на пазарот на трудот, а сепак има некаква пречка, нешто се инхибирало тука, па вие да речеме помошта која што му потребна на некој. Се случува, бидејќи програмата е пример за тоа дека повеќе генерации може да се спојат на едно место, бидејќи немаме ограничување да спектна години. Стимале малку примери, претпоставам. Да, дефинитивно, особено и во Имам идеја 2, имавме доста повозрастни луѓе кои што беа дел од програмата, кои што конкретно програмата им беше откочна даска, девојките од Костам Трип се многу убав пример. Значи, тие се како да кажам, пред се едукаторки, се мајки и тие беа најпосветени во рамки на програмата. Секогаш доаѓаат на сите предавања и они работат во делот на Костам го подобруваат искуството во однос на букирање на одредени патувања. Значи имаат платформа која што доколку сакаш ти да одеш на одредена дестинација, ти наоѓаат сместување, места кои што можеш да ги посетиш и тоа го прават во рамки на твојот буџет. Значи ти го кажуваш буџетот. Јас имам околу 300 евра. Да. И ги поздравувам многу. Креираат, да речеме, целото патување. Да, и сите оние кои што ќе сака да ги запознаат, мислам и публично се запознаати со Марио и со другите предприемачи и стартап основачи кои што се дел од инкубаторската програма, но и целата наша заедница. Мислам дека она што го спремаме со самитот е супер. Тет-а-тет да се сретнеш со тие луѓе, да ти откријат нешто кој што можеби јас нема да го споделам, но беше дел од нивниот интимен процес додека создавале нешто. Колку апликанти, на колку повици имате за инкубаторските програми искрено? До сега сме имале 2 отворени повици, за Имам идеја 1, Имам идеја 2, и на двата сме добиле над 150 апликации, тоа значи над 300 апликации. 150 идеи. Точно. А многу повеќе луѓе, бидејќи за некоја идеја се, например, повеќе за луѓе, да речеме во случајот Марио бил со својата колешка, меѓутоа има да речеме некој. Да, и во време екипира и други луѓе да им бидат дел од тимот. Да, сега сме четворица. Се зголемува, значи бројката. Кои се најчестите теми на кои што се работи, да речеме, ја имаат, односно идејата, или кои се темите најчесто кои што така да ги развиваат преку инкубаторските програми? Еве, Марио ја имаат ДИА апликацијата за да се внесат параметрите за луѓето кои што се соочуваат со дијабетесот. Кои други, да речеме, најчесто теми се обработуваат или ги нудат конкретно како ете? Сме имале доста во медицината, исто како што нели е ДИА. Да, понатаму сме имале доста во делот на маркетинг. И најчесто биле некои AR алатки кои што помагаат во одредени процеси. Понатаму било во делот на e-commerce, имало доста платформи кои што биле како поддршка или add-on на веќе креирани платформи, што дополнително можат да се унапредат. Не знам, сме имале во делот на туризмот, различни индустрии сме имале. Нема нешто кое што особено се истакнува, секогаш е мешавина од повеќе. Некои биле и во делот на науката, некои биле и технички решенија кои што се развиваат, сме имали некои продукти. Во Имам идеја 2 имавме и
дечко кој што конкретно работеше на смарт чадори кои што се движат, на пример, како што се движи самото сонце. Значи има механизам. И тој веќе имаше, работеше да го развиваше својот прототип, сега беше на студии во Љубљана, сега мислам дека и тој е во САД моментално. Секоја чест. Така да има супер примери. Сакам да кажам дека се навистина од различни индустрии зависно од проблематиката со која што се сретнале основачите и на кој поле делувале претходно. Прекрасно. Самитот, она што би сакал да го најавам сега исто така е од 27 до 30 ноември. Всушност регионален самит кој што ги поврзува стартапите, инвеститорите, експерти за вештачката интелигенција и други, јас би рекол, актери, нели, протагонисти во стартап екосистемот. Местото на настанот се тие локации Скопје, Македонска филхармонија, ако не грешам, и Национална опера и балет. Еве, би споделиле уште нешто што беше создавањето како мотивација за Startup Revolution Скопје, како ќе биде структурирана програмата за самитот, какви стартапи сакаат да прилечат овој пат, пак ќе кажам, дали овој пат со самото тоа што се апострофира моментот на AI, вештачката интелигенција, дали тоа ќе бидат стартапи кои што веќе развиваат некаква технологија или пак на оние кои што само се тие, да речам, нивни идеи во некоја почетна фаза. И може би какво значење би рекол има тој пич надпревар на самитот? Ете, некои податоци би сакал да споделиме. Супер, не е проблем. Мислам, ние многу сакаме да зборуваме за програмата. 4 дена. Програмата пред сега почнуваме во Стартап клуб Скопје и во Среќа бар. Да, на 27, па символично сакавме да почне кај нас, односно каде што сушност е тежиштето на сето тоа што го правиме. Стартап клуб Скопје мора да признаме дека е единствен таков карактер кој што е бастион на стартап културата и заедницата и е сосема содатен простор кај што се разменуваат идеи. Сум бил неколку пати, вистина, различни професори од Финки, каде што предавали така натаму, вистина е место за мудрост. Да, и таков има индустријски дизајн, има чувството дека нешто се создава цело време. Сега ние помхавот студенти конкретно доаѓаат, пошто има колоквиумска периодов, така што и тие се таму и тимови доста работат. Али почнуваме таму на 27 имаме welcome drinks, конкретно, значи им посакуваме добри иде на сите кои што ќе пристигнат на 27 заедно со партнерска организација од Бугарија, Endeavor, значи они се глобална мрежа, но ние конкретно соработуваме со канцелариите што ги имаат во Бугарија. Тие ќе бидат тука заедно со стартапите кои што се дел во нивната акселераторска програма, што е за Scale-ups, така што ќе имаме веќе околу 15 на основачи кои што доаѓаат од нивната програма. Така да со нив почнуваме и потоа на 28 сме во Македонска филхармонија. Тука имаме два стејџа кои што ќе се случуваат, две програми и она на кој што обрнуваме најмногу внимание е пред се да споделиме информации за како водиме евиденција за целата дата што имаме за нашиот екосистем. Односно, сите овие информации кои што ни ги поставуваш ти нас, во однос на трендовите, колку стартапи во која фаза се, кои се чинителите, тоа ќе го зборуваме. Колку се моментално присутни во Македонија, колку се во регионот, преку нашите партнерски организации кои што веќе прават евиденција на сите тие информации. Понатаму ќе имаме юникорн стартапи кои што ќе ги споделат нивните успешни приказни, така што ќе имаме предприемачи кои што ќе зборуваат за нивниот глобален успех и ќе имаме панел дискусии на кои што ќе зборуваме за трендовите за вештачка интелигенција. И на нив ќе покриеме различни профили, значи од експерти до стартапи, до луѓе кои што се од традиционални бизниси кои што користат технологија и сега во делот на вештачка интелигенција. Тоа е на главната сцена и Марио може да сподели нешто повеќе за Марио и ќе биде дел всушност од наставот. Да, јас како ентузијаст за стартап екосистем од секогаш сум бил ентузијаст за стартапи и за поддршка, бидејќи поаѓам од потребата како дија, дека имам таква потреба и верувам дека се уште треба да се расте оваа заедница, посебно тука во Македонија, бидејќи навистина не знаеш на кој ќе порасне во нешто поголемо, а на крај сите ќе се радуваме бидејќи тоа е на некој начин и амбасадор на нашата земја. Така што за Startup Stage, да, за Startup Stage е на некој начин преслика од инкубаторската програма, односно ќе биде баш од нула како да се изгради еден бизнис модел, како да се претвори на идеја во реализација, како да се презентира таа истата идеја и како да бидеме спремни пред инвеститори, односно што бараат, кои се потребите.
Да, точно. Да, и тој стејдж ќе биде наменет за повеќе од 300 луѓе и даваме предност најмногу на фриленсерите, бидејќи нив ги гледаме како идни основачи потенцијални, да, бидејќи они се тие што првиот чекор го направиле кон независност. И тука се и студенти и оние кои се во рана фаза и се уште имаат можности за едукација и потреба. Да. Тие се двете сцени во кои што ги имаме во Филхармонија, на 29 сме во Национална опера и балет. Таму веќе имаме еден стејдж и програмата ќе биде поврзана се што опфаќа сите теми поврзани со инвестиции. Така да ќе имаме доста инвеститори кои што ќе презентираат што е она што го бараат на пазарот, како оди процесот од другата страна. Имаме представници кои што доаѓаат од бизнис ангел мрежа од Саудиска Арабија, кои што се интересираат да инвестираат на нашиот пазар, така што и они ќе имаат представување и тука ќе се случува и презентациите на стартапите, а на 30 е повеќе ден кој што го посветуваме на неформално мрежување, запознавање со Скопје, културата и слично. Така само да кратко во неколку црти за повикот денеска, последниот, каде да ги спроведат своите идеи? Да се пријават. Да, за инкубаторската програма, значи слободно може да додат на социјалните мрежи на Стартап Клуб Скопје. Линкот го имаме во биото на Инстаграм профилот, но може да го најдете и на нашиот официјален сајт. Така да форма ќе му одземе сигурно 10 минути да ја пополна, бидејќи се треба да објаснат концизно, да знаат дека тие информации доаѓаат до нашиот тим, значи не ги прегледува никој друг надворешно и од таму правиме селекција на оние 30 кои што ќе ни се приклучат и од 27 до 30 на Startup Revolution AI Summit. Тема на која што апсолутно можеме многу да збориме. Ви благодарам што го окупиравте просторот на Телма телевизија да говориме секако за стартап културата и заедницата и за предизвиците и решенијата конкретно кои што се за стартап основачите. Ви посакувам убаво уживање секако на настанот и се гледаме повторно. Тука сме на линија за да можеме да мотивираме и други кои што ќе не гледаат понатаму во следни епизоди изданија. Фала ви многу. И се надам ќе дојдете на 27. Да, за да кажам се гледаме на саметот. Благодарам уште еднаш. Ана и Марио денеска, како што кажавме, за што ја движи стартап сцената во Македонија.